прв пат во живот ќе возиме крузер. Ќе возиме 1800 BMW CC и тоа во некоја road варијанта, travel варијанта со огромно 21-инчно тркало напред, веројатно 18 позади, со некој пакет различен опрема со куфери и слично, во стилот на Daily Rider. Ке правиме видео сега, правам видео на Revzilla Daily Rider Зак, јас сум вашиот Зак, ама не знам така ми го стави клучот мајсторот. Дали е со... Клучот за тебе? Клучот. Клуч! Онатре? Значи, новиот мотор треба пред да се седне, за да можеш да го дигнеш. Ова ќе биде интересно искуство. Одиме се тресеме малце. Чекай, не ја ово прво? Нема гер индикатор, само неутрал. Окей. Жмигавец. Јао. Тотално друга филозофија, си бара работа со рацева. Добро. Ајде да видиме колку лесно ќе се снајдам. Леле, мајсторе. Па сега тука лево. Добро. Вау. Чекај, не брзај, голем е овој мотор. Тр. Јако, чекај да дам жмигавец. Жмигавците од надвор не се гледаат убаво. А бога ми ни овде вака на деш не се гледаат нешто убаво, ама се вози по осет, што има врска. Чекај да поминеме побрзо пред овој. Така. За не ме избега. Добро, чудно, менувачот има две такви, ама да видиме сега кој е зашто е. Кај е се овој позади? Трета, го најдов. Чекај да спуштам кацига. Имало и гир индикатор, бе. Ветар во гради. Интересно. Добро, не е испружена ногата толку многу, колку што може би сакал. Те тера да возиш брзо, пошто е глайдер, да. Малце е позицијата незгодна, го сваќам. Влада сега што каже. Да пазиме на лимитот. Интересно. Прв пат возам вакво нешто, нормално кога ќе тргне боксер е лесен за управување. Осеќаш се живо и диво на патот долу. Видиме како ќе иде закочење. Добра. Може да се врти, дека не, ама занесува скроз различно. Немојте ми замерите, прв пат возам ваков мотор, комплетно различно чувство имам. Торкче. Торк мастер. Пуштиме рака. Дадеме шмигавец да поминеме. Тоа рачкиве за кочниците се огромни плочки и би е чудно као некоја полуга да стискам. Ама добро. Нешто ми препка таму или не? Добро. 6,4, 6,1, ова ми се обрта и доле ми покажува електронски. До сега не сум видел мотор да ми покажува обрта електронски. Ова еден вистински крузер сега позади мене. Не знам дали се гледа на огледало. Другарче. Да му дигнеме рака. Интересно. Не е позицијава баш прекрасно за седење. Односно премногу удобна. Чудно кочницава многу долу фаќа. Не сум навикнат ја на тоа.
Овде излегуваме. Не знам колку се електроники, но... Другарче. Ту на 10 сум го донал. Амам бе. Много брзо бе, мастер. Шест. Знаеш, кој си знае да вози, си вози како што треба. Кој се навикнува и прв пат вози, ќе се учи. Чудна ми е кочницата, многу длабоко ми пропаѓа. На 2000, како бе 2 до 6000 обрта и толку брзо се движи. Добро, сега возиме 80 во 6 на 3500 обртаи. Значи слободно пишете ми ако правам глупости, пошто може би не се вози ваков мотор, немам појма. Никош не сум не правил муавет за некој што возел мотор. Нешто во детали, дали нешто различно се вози. Или може би не. Населено место, мораме да намалиме брзина. Така. Добро, многу вибрации има, што веројатно е нормално, ама не знам колку е нормално, колку не е. Да, малце напред по позицијава не ми делува како да можеш кој знае колку многу долго да возиш. Што века знакот, возиме во рамките на ограничувањата. Добро. Чекајме да не треба да свртиме некаде овде. Може би не. И да си го видам овојот мотор од надвор. Ретко има прилика човек вака да си ги снима својот мотор од надвор. Ама добро. Сега сме тука за да зборуваме за 1800 кубика. Боксер. Најголемиот боксер во историјата ми се чини направен, ако не се лажам. Втора брзина. Да видиме сега, овде можеме. Добро. И жмигавците не се исклучуваат сами. Или може би ја не бев доволно трпелив. Би очекувал self-canceling жмигавци, ама ќе ги тестираме на следната кривина да има дали се self-canceling или не. И покрај тоа што изгледа прилично едноставно, мислам како модел, како мотори, како функции, има доволно електроника и доволно опрема на него. Круз контроли, пролезгувања, чуда врагови, еден куп различни ствари. Ама тоа не ме интересира сега. Ме интересира само како изгледа чувството да се вози ваков мотор. На backroads, односно мали селца, градца и backroads, одиме до Винер Нојштад да го вратиме всушност овој мотор, затоа што е земен на тест. Овој радар контрола, може да ставиме од трета, за да не се мачиме толку многу. Некои работи што мисля дека нема да бидат толку многу прегледни, како брзинометарот таму, такото. Прилично се окей, не е толку лоша. Мислам, BMW ергономија на рачки и слично е окей, затоа што го нема тркалото на BMW. Мислам дека сум среќен заради тоа. Едниот телевизор ми е наместен, другиот не. Ама добро, не е страшно. Не може да се испужат напред, но се заради гледате што. Боксер. Имаме торкот на трета, 4, како ќе получи сега. Абе не е ова тршувачка, абе не се брзен, не се овако бе. Ох, мрди Дарко неписмен.
нема торк, односно број на обртај. Одамна не сум возел naked мотор, во кој што ветерот не ми доаѓа од некаков си виндшилд или голем дел во кацига, туку оди во гради директно. Убаво е чувството, мора да признам, после релативно долго време да се вози така. Веројатно има опција на кучницата да се наштелува, да, секако. Ова е моќта на моторот. Ке рече човек, би очекувал подобро да кочи, а мајстор е тешко, ова чуда бе, не може така лесно да кочи кога е 300 кила, сигурно. Не знам точно колку е, ама многу е. Не можеш да очекуваш да кочи толку многу. Веројатно нема да идеме од лево десно, туку идеме право. Ама да го почекаме малце владо да дојде. А може да си игра лево-десно, добро, не е да толку дека не може. Само треба да го научиш. Нормално. Не ми изгледа премиум. Не знам зашто, може грешам душа, ова што го кажам, меѓутоа нити гиданов, нити некако појма немам, не знам. Имав чувство дека и ретровизорите и слично многу малку одработени ми изгледаат премиум. Ова е премиум мотор, треба да е премиум мотор. Мислам, според цената и сите можни варијанти што ги има и пазарот кој што го таргетира, ова дефинитивно е премиум мотор. И нормално моторот е тоа што е главното, односно самиот агрегат. Ама, појма немам. Може би премногу очекувам. Нема да коментирам за тоа пластиките како се чувствуваат, да се глупи мовите. Ама Berlin build, супер, BMW супер, некако као да е спремен многу повеќе за да го пимпаш, за да ти биде вау, отколку да го возиш вака. И покрај тоа што ретко кој излага од фабрика без детална кастомизација, а овде мора уште помоце Унтервалтерсдорф. Добро, ајде да видиме што не чека следно. Видиме дали ќе се исклучат змигавците сега. Уште не, добро, не беше нека посебна кривина. Се исклучија. Добро, значи не сум бил трпелив. Логично е. Ова не беше баш многу удобно. Малце сме размазени ние овде по Австријава со патиштата. Прилично добре се. И нема толку многу нерамен терен за да можеш да кажеш бива или не бива. Поздрав. Меш. Шуво, од кога не сме дал меш. Јој. 22 километри. Не е дека не можеш да го правуваш, ама си бара навика да му ги знаеш лимитите. Иначе вака фликабл, дури за тоа колкави гуми има и колку е тежок и се, малце треба да му се опушти човек. Кривина е малце поразлично, изгледа треба рачки да вртиш. Не сум научен толку многу рачки да вртам. И нормално мора да планираш дека ако еднаш ја трнеш на една страна,
Оди мајсторот, не се враќа така лесно назад. Што би рекло некој си повлек вид. Торчења. Не е фер, за кога вози Дели Рајдер, чита спецификација и изборува спецификација, а јас сега појма немам што ќе возам и каква спецификација ќе има за да ви раскажам, ама во основа и не е ни битно спецификацијата. Битно е дека уживаме на мотор кој што не е баш крузер, пошто не ми се испружени нозете, ама е многу близко до тоа. Мастора. До сега им се чудев на луѓето кога кажуваа по мотори, вибрација на лева рачка, на десна нога, ти реков ми рече нешто вака се било, онака било, така било. Викам, да бе, не претерувајте луѓе, нови мотори, осеќал вибрација на ова, на она. Ама, еве овде кога ќе давам газ особено, се осеќа вибрација, што е нормално и очекувано, и треба да има. Ајде да видиме застанување сега како ќе иде. Од кога тргнав, не застанав. Чека да погодам неутрал па ќе ти кажам. Погодив неутрал. Многу е различно, многу. Прво е напред, одидеме лево. Да, и на менувачето имам такви две педали напред и назад и тоа ми требаше малце време дека да навикнам. Дефинитивно кочницата треба да си ја наштелувам различно. Мислам, јас кога би го возел многу некако ми пропаѓа. Фаќа кочи, не е тоа никаков проблем, меѓутоа заволкава машина, прекасно почнува да ми фаќа и ме фаќа паника попрво него што фаќа кочницата. Дека нема да застанам. Позицијата на седење е, реков, интересна, меѓутоа нема многу опции. Фиксна е, како што ќе седнеш, тоа е тоа, нема нешто понапред, поназад, ептенте, влабнува седиштето во една позиција и тоа е тоа. Не знам колку долго може човек да вози на овој мотор. Мислам, ако му се намислиш и на настрвиш, сега кога кажеш, глас музеј. Ој траше да дојме да го видим. Ама она за што сме тука е ова. Тоа го има, ова. Да, ова со модовите го знаме, овој мод му се вика рок, што значи дека е по жесток малце. Треба да навикне човек да дига нога на пета, да стисне, за да може да смени брзина. Многу е комплицирана таа за примитивни возачи како мене.
Искрено, тоа го дискутиравме претходно со потенцијалниот купувач на не овој, туку ваков тип на мотор. Мене оваа варијанта не ми се допаѓа премногу, затоа што многу се сокриени тркалата и самиот мотор. Позади пластики, одбраници, куфери, чуда врагови. Некако, можеби на некого тоа му се допаѓа, мене повеќе ми се допаѓа таа по-naked варијантата во која што има црна боја, не ваква некоја чудна зелена, кафена, сива, шо и да е ова. Има хром малце на него и поистакнати се линиите на самиот мотор. И го нема тој грд гз позади, мене тој долгиот спуштен гз не ме го одучевува лично. И покрај тоа што сум далеку од таргет група или потенцијален купувач на оваков тип на мотор, сепак прекрасен дом. Каков шорткат беше ова. Ајде да видиме. Убаво е секојаш кога возиш покрај, помеѓу ветерници, вака визуелно, ама искуството е катастрофално затоа што кај што има ветерници, таму има и ветер. И тоа значи дека има многу ветер во гради и побрзо возиме сега низ ветерот. На десна рака вибрации има. Сега за сега не сметаат, ама премногу кратко возам. Рол. RPM бе. Има RPM. Колку ниско работи е. Добро, очекувано, ама сепак. Мислам, за човек кој што доаѓа од Дукати и од CF-он кој што исто така работи на високи обртеи, ова е смешно. Ретко над 2,5. Чекай сега ќе видиме доколку максимум може да го однесеме. Не, максимум, сега нема максимум,
5-6 нормално. Чекай да ме кара да ме овде. Дънк. Наменување на брзина, имате дънк момент. Ги пропуштив кривините. Имаше 2 кривини. Се израдував дека можеби ќе има нешто поинтересно за возење, ама нема.